Благодарам, подпредседателке, почитувана колешке. Вака кога ве слушам, ви се чудам, стварно, не знам, зошто воопшто пробувате да го говорите, посебно во делот на социјалната заштита, ама ќе почнам, поред зборувате за некакви дефицити, зборувате за зголемени трошоци, не знам шо веќе имате у глава. Сега ја не зборувам на памет, ќе ви кажам се една статистика која што пред еден час ја читав, не сакајки или сакајки, небитно, така ми дојде, ви испадна. 20 до 25-та, 48% зголемување трошоците за живот. Од 20 до 25-та, 4,5% имаме зголемување во 24-та, каде што половина вие бевте на власт, половина ние, и 4% имаме зголемување 25-та. Вкупно 8,5%. 39,5% кај се бе, колешке? Ние ли сме криви, вие ли сте криви? Имаме за предходните 7 години владење на СДСМ вкупно 1% раст на БДП. Сега за една година имаме 3%. Малку ви е, малку ни и нас. Меѓутоа е многу повеќе, 300% за една година зголемување во однос на тие вашите 7 години. Ајде, затоа што немаме многу време. Во разделот на Министерство за социјална политика, ја не знам вие како читате, еве, оваму ја други бројки читам. Демографија и миграција. За прв пат се зголемува, односно се става ставка која што значи подобрување на демографската слика и стимулација на младите брачни парови, за разлика од тоа што вие го укинавте додека бевте на власт, тоа беше Закон за детска заштита или Закон за трето дете. Зголемување на средствата за дневни центри и прифатилишта за воинституционална социјална заштита. Зголемување на ставката за установи за институционална социјална заштита. Деинституционализација и социјални услуги, исто така зголемување. Знаете кај имаме намалување? Тоа што ние сме критикувале секогаш. Тоа е во делот на патните и дневните расходи, материјали и ситен инвентар, договорни услуги и така натаму. Нешто кое што сме го критикувале и тоа ја покажува нашата конзистентност дека не се согласуваме со такви политики и продолжуваме да работиме во таа насока. Зборувате вамо дека некои средства се намали за социјална заштита. Не бе, колешки. Ние имаме програми каде што ги стимулираме корисниците на социјална помош да си се постават на пазарот на трудот, каде што овие средства кои што вие претходно ги пумпавте за социјална заштита за вашиве кадри, на кои што им измисливте некаква задолжителна помош, сега ние тие луѓе ќе ставиме на пазарот на трудот. Ќе си бидат конкурентни и нема потреба да земаат овие средства кои што вие не заглавивте за години нанапред. Ви благодарам.